Помогни си и нема да ти треба помош од друг. Добро вечер. Добро вечер. Падна интернетов. И кај мене нема ништо. Па ова нема смисла, бе. У понеделникот, паѓа денес, паѓа шо интернет ќе беше ова, бе? Каков живот е ова, бе, Па без не знам, интернет? бе. Не знам, нема интернет, ај пушти вакво, пушти телевизија. Нема ни кабелска. Нема телевизија, нема кабелска. И сега што ќе правиме? Шо, зле муа, бе, ќе треба да правиме нешто. И зашо ќе правиме мојот? Зашо? За нешто. Како ти е на работа? Тоа, па тоа. Кај тебе? Исто. Леле, колку брачки имаш, човече. Па не сум те видела вака од близко, бе, знаеш дека? А тука си парта. Среќа ти што си подмладена, иначе. Не, чека, ми фали нешто, кажи. Ми фали нешто. Ништо. Ја не знам, бе, како сме живееле порано без интернет. Никако, тоа не било живот, тоа мачење било. Отидов да си легнам, не знам што да правиме. Нема што да правиме, ни муарик, ни бутив, што ќе правиме. Кажи, Драгичка! Драгичка! Има интернет! Шутјур, фала ти, Господе, дојде живот. Ајде, паќај се на работа, ајде! Ајде! Извинете, господине, дали може кратка анкета? Ајде, добар ден. Не може. Не може, Не да сте може, жив си и отидов. здрав. Да сте жив и здрав. Ајде, праше, праше. Знаем дека сте вие шеговиец. Добар ден. Господине, спречен е увоз на 20.500 килограми холандски замрзнат компир помфрит со поминат рок на употреба. Со поминат рок на употреба сака да ни шиткат компири овдека. Холандски. Мајко, ја со години тврдам една работа. Европа нас не труе. Еве ти доказ. И сега ние, ако ги јадавме тие компири, тие се расипани. Ке се шиневме од повраќање, човече. Европа не труе со компири. Не само со тоа, не труе и со авиони, и не само со тоа, не труе и со корона, и со мал милион работи не труе, бе. Значи, ама ништо не ни можат. Ние сме тврд орев, жилави сме ние, за опаш може да ни се фатат. Но ние немаме опаш. Сите ние имаме опаш во Македонија. Сите. Мозокот ни е при крај, иначе опаш имаме. Се очекува нова цена на струјата. Што мислите за колку ќе поскапи струјата? А зошто ти мислиш дека струјата ќе поскапи? Еве, ја, например, осеќам дека струјава ќе поевтини. Како тоа? Така шарено. Дечко, ние имаме струја влада, струја премиер, струја министри. Добро. Доста со фалење, значи од толку струја ќе не удри струја, мислам. Кинеската амбасада остро реагираше на средбата на потпредседателот на Македонското собрание Антонио Милошевски со делегација од Тајпеј. Тајпеј, тие се оние од Тајван. Да. На циле милиардата што беше. Да, види, ја прочитав за таа средбата и напишав една стихотворба. Сакаш ли ја ти ја кажам? Ајде, кажете. Вака иде. Кој се фаќа со Тајван, ќе го викаат Ајван. Кој се рчка со Кина, ќе нагази на мина. Фала многу. Прекрасна стихотворба. Ви благодарам, господин. Ајчо. Неделава беше уапсен екс-министерот за земјоделие и 4 лица за злоупотреби со стокови резерви. Колку што знам, штетата на буџетот изнесува 780.000 евра. СДСМ викат дека ова се прави намерно за да се прекрие скандалот на ВМРО со ИПАРД фондовите. Власта викат дека нема везе. Ама знаеш, мене баш ми е гајле. Ја научив да поделам 4 компири на 6 луѓе. Како? Ќе земеш компир, ќе свариш, ќе го направиш пире и сите после нека стркаат од исто тенџер. Така се случило и со стоковите резерви, ако ме разбираш што сакам да ти кажам. Па не баш, ама да смениме тема. Ај кажи што. Во ниту еден сектор во здравството немаме човечки капацитети какви што треба да имаме според стандардите на Светската здравствена организација и ЕУ, рече министерот за здравство. Тука доаѓа клучната реченица. Здравието е најважно. Не дај Боже, ќе се разболиш, ќе умреш. Значи, здравие и само здрави.
А во исти ден, словачката, холандската и американската амбасадорка упатија иста порака. Не губете скапоцено време, време е за уставни измени и реформи. Кој ден беше тоа? Среда. У среда бев на фризер и искачам од кај фризерката, врне дош надвор, заборев да земам чадор и фризурата лом ми ја напре. Добро, каква врска има тоа со уставните измени? Абе, какви уставни измени, ме, бркај се работа, глеј фризурата ми е лом, ако разбираш што сакам да ти кажам. Па не баш. Прекинат беше концертот на Аца Лукас во Кавадарци. Што ќе кажете за тоа? Па прво, тоа не беше класичен концерт. Тоа беше настан организиран со цел да се промовира криптовалутата на Аца Лукас. Пази, Аца Лукас има негова криптовалута, бе. Значи, он дошол у Македонија не од музички, туку од економски причини. Ко второ, прошли месец ја избркавме Цеца ради знамето, сега Аца, кој ќе биде трет? И јас на вистина се запрашувам, кој ќе ги воспитува нашиве деца без Аца и без Цеца? Кој? Што сакате нашиве деца Моцарт и Бетовен да слушаат, на Шопен да сечат вени, да плачат на Калиопи? Стварно не знам до кај ќе иде оваа папазјанија. Па нашиве деца без српски турбо фолк ќе живеат во мрак. Живи мајка ти кажувам во мрак. Се зезате, вие? Не бе, не се зезам, мртов озбилен сум. И знаеш што сватив овој минатиот месец? Сватив дека ако се родам по втор пат, сакам да бидам или матичар или диџеј. Зошто? Како зошто? Па матичар нели ќе дојде, прашува дал се познавате, дал сте роднини, да не сте нешто болни, ајде кумот, ајде старосватицата, ајде залапајте се за 7 минути, Чича Мича завршила прича на први плата, диџејов е поголем фраер. Он доаѓа, нели на свада, микса 300 песни и у джепче 500 евра, така? Малку диско, малце аба, малце студени нозе и чао с Богум, ај отидов ја, ама стварно отидов, бешикава не ми држи баш. Ајде. Здраво, Добар ден. Повеле. Павле, кај? Кој го бара? Зоки. Драго ми е Зоки, јас сум татко му на Павле. Аха. Павле отиде за Словенија. Ајде, која тоа? Завчера го испратив на станица. Вика, тато, не можам више овдека да живеам оваа мизерија. Ја вика, отидов во Европа, идам за Словенија. Ова македонска мизерија, а? Не е македонска мизерија, човечка мизерија е твој Павле, бе. Зошто? Па, пред 3 месеци ми кукаше на работа, сте немале дома за леп да јадете. Ај се сожалев, му дав 300 евра, рече ќе ми ги врати со октомвриска плата. Недела дена го нема на работа и дојдов по своето ја. Не знам што да ти кажеш. Што да ми кажеш, папала маца? Него да си знаеш, твој Павле од кафана не излагал, частал све живо и диво. Не верувам. Ама ја касно сватив што проби свете твој Павле и затоа он избегал за Словенија, за да не ми ги врати парите. Не верувам. Мој Павле не идеше по кафаните, ама работа па ќе части некој. Ајде ти се молам. Не, некоја грешка си ти. Он тука више не можеше да ја најде смислата на животот. Вика, тато, не ми се свија во Македонија, гледај бе, нема живот овдека, па уставни промени не се прават, ова, она, и вика, идам за Словенија. Ти со некој друг Павле го имаш помешано, мој Павле. Слушај, да му кажеш на твој Павле да ми ги врати парите, иначе тебе ќе доаѓам секој ден да те шамарам, разбра? Добро. Кој ќе го чујам, ќе му кажам. И ја ме звизна. Здраво. Добар ден, господја. Повелете, како може да ви помогнам? Кај па? Павле во Словенија? Значи сакам да го видам Павле одма и сега. Не ми дига ни на телефон. Абе, во Словенија е Павле, завчера отиде. Тука беше многу разочаран госпожа. Вика, нема живот века за мене. Доста бе, леле бе, колку сум глупа бе. Гледа бе, колку сум глупа бе. Па требаш да ми биде јасно бе. Како зошто? Значи пред 2 месеца дојде ме молеше, ме колеше. Молим те, дај ми 500 евра, мајка ми е болна од рак на умирање. Тие пари ми требаат за да ја спасам. Ти за мој Павле збориш? Па за твој Павле Он за зема кој? од тебе 500 евра. Абе не се прави ти на банами лоло бе. Ама чекај се да ти кажам, види, мојата жена пред 10 години станува едно сабаје и вика, не можам да ти го гледам више суратот,
Спакува коферите, си отиде. Викам, чекај бре женове, абе де ти е Павле, нели? Чекај, кај ќе одиш? Си отиде госпожа. Бе, што ми е гајле бе за твојата жена, бе, што ми е гајле бе? Мене кој ќе ми ги врати бе тие 500 евра? Кој ќе ми ги врати? Не знам, ја немам пари. Да имам пари, ја би ти ги вратил. Последните пари му ги дадов за автобуска карта. Много ми е гајле. Го однесов до станица и тоа беше. Мафтам, ајде, пријатно, и си отиде. Каков син, таков татко. Све преваранти бре, све преваранти бре. Не се преваранти, бе, господи. Да не го имаш ти помешано мој Павле со некој друг Абе со Павле? со кој ќе го помешам бе? Од кај се знаете вие со Павле? Се дружевме едно време. Ај мрш сега, мрш да не те гледам, не се смеј тука. Зелка. Павле, бе, ти кај си стигнал, таму си се задолжувал. А, бе, синко. Павле, каде? Павле е во Словенија. Значи, не ади гомна, кажи кај е Павле, немој да го криеш. Не го кријам, бе, дечко, бе, стварно не го кријам. Завчера го однесов на автобуска станица, замина за Љубљана, си нашол работа. Долго беше разочаран мој Павле. Вика, нема живот бе тато за мене овдека во Македонија. Не ми се свиѓа, значи нема атмосфера во државата. И го испратив, пријатно. Значи, слушај ме вака, се говедо едноставно. Тој син ти, Павле, мене ми е дужен 3000 евра. Јас сум крупје у казино. Прокоцка 3000 евра и ме замоли, значи ме молеше на колена, значи колената ми ги бацуваше, абе плачеше, кукаше, вика ќе ти ги вратам за 24 сата, молим те почекај ме. Поминаа 24 сата, му вртам на телефон, не ми крева Павле, значи 3000 евра треба да ми се вратат, кажи кај е Павле, одма немој да го криеш. Бе, во Словенија, жими све најмило те кажа, жими Павле те кажувам во Словенија. Ја го однесов на автобуска станица. Добро, тоа ќе ми даеш адреса од Словенија и да идам таму джигеро да му го извадам. Па немам адрес. Леле бе, ти стар човек, а глуп човек бе. Не ми се верува колку си глуп. Бе, син ти е коцкар, син ти е олош, син ти е бараба бе. Еј, дали знаеш ти дека ја дознав за уште 5 луѓе од кои што има позајмено пари и никад им ги нема вратено. Ќе го најдеме бе, и ќе го бричиме на суво со џамче, така да му кажеш. Не, бе, синко, бе. Некој друг Павле е, бе. Мој Павле не е такво дете, бе. Абе, веруј ми, бе. Седнавме и ми вика, тато, нема живот овдека во Македонија, за мене мора да идам во Европа. Европа е мојот сон. Ти не си глуп, ти си најглуп на свет. Поздрави го Павле, кој ќе го видиш. Леле, луѓе, што ме здеси? Сега да му вртам на Павле да видам. Кои се овие луѓе? Исклучен мој телефон. Леле, Павле, јебала те Европа, ќе ми ја кршат кичмата ради тебе. Абе, дете што ќе ти направи, не може друг да ти направи. Ненормален еден, се задолжувал кај што ќе стигне, идиот е еден. Ја мислам ќе иде во Словенија да работи, а он се крие таму. Мајмун еден. Иде уште некој. Здраво ученици, како сте? Здраво, професоре. Ти добар си? Добар, фала ви на прашање. Дали напишавте домашна задача? А што имавме за домашна, професор? Како беше тоа имавме? Па ви реков на една страница да го прераскажете романот од Толстој Војна и мир. Заборев, професор. И јас зборев. Професоре, денес имавме тестирање по математика и таму бевме сконцентрирани. За Толстоевски немавме време. Абе каков Толстоевски? Толстој. За Достоевски учевме пред 2 недели. Знаеш кој ше убав. Добро, доста со глупости да молам. Вака, денеска ќе работиме една битова драма, Бегалка од Васил Илјовски. Действието на оваа драма се одвива во првата деценија од 20 век. На почетокот се открива љубовта на Бошко кон Ленче. Бошко е сиромашен за најчија, а Ленче е керка на богат ликвар и чорбачи. Види го ти Бошко спонзоруша машка. Бошко на научна база свет. Не е спонзоруша, тие се заљубиле. Се заљубиле? Да. Мори Ленче. Он е чорбачинска керка, така? Така. А овој цркајца.
Бре, Ленче, кај ти се очите, кај ти е паметот? Добро, ајде, доста се глупости. Потоа Ленче бара од својата мајка да го праша таткој за да се омажи со Бошко. И сега гарант татко и чорбаджијата нема да и даде да се жени со него. Кој нормално? Па токму така, да. Тоа се случило и Ленче решава да бега кај Бошко и станува бегалка. У тоа време брука била. Срамота, бе. Така е. И во четвртиот чин, за време на свадбата на Ленче и Бошко, таткото на Ленче пука од прозорецот сакајќи да ја убие собствената ќерка. Стварно е гадно тој Да, татко. Имам едно прашање, професор. Ајде. Дали таткој пука со пиштол или со пушка? Со шмајзер. Дали имал татко дозвола за тоа оружје од МВР или немал? Значи, доста со глупости, ве молам, стварно доста. Во петиот чин, на прочка, Бошко, Ленче и нивното дете одат во домот на Аџи Трајко. Значи они се испацале со Бошко. Она више професоре не е бегалка. Она е мажена жена и породена жена, така? Да, и сега мене тука логично ми се поставува прашањето дали Ленче го задржала своето презиме или го земала на Бошко. Има ли крај на вашите глупави прашања? Ајде, доста се со зборење, чекај крајот да го чуеме сега, смирете се малце. И професоре што се случи? На крајот, мајката на Ленче им дава прочка на сите и така си живеат среќно до крајот на животот. Е, прав американски хепи енд. Да, бе, и сега она од бегалка фактички станува поштена жена. Чорбаджиска ќерка па. Да, па, све. Професоре, може да кажам нешто? Ајде, повели. Па ние имаме во Македонија 4 модерни бегалки. Не те разбирам. Па прва бегалка ни е Груевски, он избега за бегаше од СДСМ, ама и овие ВМРО не му праштат. Втора бегалка ни е овој Артан Груби, он пред година дена избега и не се врати. Трета бегалка ни е овој Васко Ковачевски, викан Колбасо. И четврта оваква бегалка ни е овој Мифтари. Тачно, право. И, луѓе, да беше жив Васил Илјовски, сега ќе напишеше 4 драми. И одма Нобелова награда. Чак! Да. Ајде, доста со глупости, за следен пат да ја прочитате драмата и ќе продискутирам. Ајде, че. Пријатно, професоре, пријатно. Многу строг кој професоров. Добро, бе, сте строке, млад. Ке читам ја драма за Нема Ленче гречка, ваѓа. Кумановче, не знам шо, Абе, Бошко Цркаицата. чекај, бе, Абе, не ми се чита. Чекај да те прашам, кој го фатил Бидермајерот на свадбата? Доста трескате глупости. Ајде, молам, доста трескате глупости. Ајде сега сите дома на читање, гасам светло. Ајде. Многу строго професор, леле, не сон. Другарче, ние сме ти најплукачката нација во свет. Значи, плукаме секде кај што стигнеме и по секој и сешто. Плукаме по политичари, спортисти, пријатели, непријатели, а највише плукаме по сами себе. И сега ако ме прашаш, од кај овој толку голем порив кај нас за плукање? Тој одговорот е прост, поттекнува од минатото. Односно, нашите предци така со плукање се бореле против уроци. И така тоа ни влегло во гени, ни станало традиција. Ако си приметил, кој ќе се роди некој бебенци, доаѓаат бабите и му кажат да го сеат шавките живо и здраво, демек да не го фатат уроци. Или па некој кој ќе ти дојде и кој ќе ти рече, леле, ама си се пролепшал, и ти му кажеш, ќути бе таму, плукни ме 3 пати да не му урочиш, па имаш она с краја да е Бог да чува и да брани, па помири се од место ова, она, и така. Да ти се плукнам у традицијата, да се плукнам. Жена што е разведена, како ја вика? Распуштеница. 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 Сега порано ја века распуштеница. А сега? Сега никако. Сега е кој како ќе се снајде. Слободна жена, по-ново, а по-старо, вика распуштеница. Распуштеница? Напуштеница. Распуштеница. Ја викаат распуштеница, али мислам дека тој термин не треба да се употребува, туку оставена жена. Не сакам да го употребам зборот распуштеница, мада не е во ред. Грдо ли ви звучи тоа распуштеница? Па да,
Да. А слободна жена е покултурно, помодерно. И во денешно време тој збор го користат жени викаат. Јас сум слободна жена, вика. Стварно, ви викаат така? Овде, сама сум, добро. Тоа се жени на која возраст? На 30, 40, 50? Над 50 гора. Над 50. Значи, тие се искажуваат предржно, помладите се и чутат. Во македонскиот речник го побаравме зборот распуштеница. Го има. Значењето му е разведена жена. Добро, а кој е зборот за разведен маж? Ај, нека е Сречко. Слободен човек. За жал, секогаш женските се некако во жена разведена ја гледаат поинако отколку маж разведен. За жал. Ерген тој, слободен човек. Слободен човек поише личи. Слободен. Се ратисал. Така. Маж кој ќе се разведе, велиме дека е распуштеник? Не викаме, него оставен. Гледаш како повеќе ги величаме мажите него ли жените. Го викаме оставен, а? Па да, разведен, оставен, така. Иначе распуштеник не, па многу слабо. Распуштеник? Го викате ви распуштеник? Обично не се викате. Разведен обично го викаме. Слободен маж. Оставен, како го викаме. Па маж кој ќе се разведе, го викаат остане, тука он се осеќа кој ерген. Ради тоа што нема да има обврски, обврските ќе си ги преземе жената со децата, а тој ќе ужива од кафана во кафана и така ќе си го помине животот и едноставно дали ќе плаќа алиментација или не, има често пати и не плаќаат алиментација со тоа што нема да биде пријавен кај што ќе работи и целиот терет ќе падне на жената во чувањето на Не деца. ви кажувате дека има и вакви случаи. Има и тоа многу. Во праксата ја дека сум била дипломиран правник и сум имала такви спорови, тоа е штета, голема штета, ради издршка не се пријавува и децава ќе напнат 18 години, после тоа престанува да застаруваат некои побарувања и за џабе бил родител само на хартија, а не во пракса. Во речникот го најдовме зборот распуштеник, објаснет како човек разведен од жената. Терминот распуштеник има и преносно значење, односно се користи за личност што се предала на пороци. Например, тој и тој е алкохоличар, коцкар, со еден збор распуштеник. Како и да е, едно е јасно. За разведената жена без многу мислење ќе кажеме дека е распуштеница, а за разведениот маж нема да го користиме зборот распуштеник. Ситуацијава дефинитивно не е фер. Сега одиме со анализа на бракот како институција и на разводот како крај на таа заедница. Противник сум, не треба да се разведуваат луѓето. Меѓутоа, подобро е добар развод отколку лош брак. Во крајна линија, ако се мора, ќе се разведе. За да биде подобро и за децата и за родителите. Познавате ли луѓе што се разведени? Да, познавам што се разведени, да, имам пријателки, другарки полно. И обично на која годиште се разведоа овие луѓе што ги познавате? Зависно, има некои на помлади години, па дури одма после неколку години од бракот, а некои па и во одминати години, па дури има наши врсници пензионери. Пензионери се разведуваат? Да, има многу. Обично се млади луѓе што се разведуваат или повозрастни? Мора и да стари години се разведуваат. Ајде ви само. Па што се... Имате некоја пријателка што се развела? Имам многу. И колку години имаше кога се разведе? Па имало околу 60 години. На 60 години се развела од маши. Зошто да не? А што е причината? Па не се трпат веќе. Не знам што е причината. Добро, може и внучиња имаат и се разведени? Па добро се, не е тоа ништо страшно ако се разведеш, што е страшно? По едно време, во наше време, сме малку постари, ако дојдеше до развод на брак, малку потешко идеше, така да и едниот, и мажот и жената се гледаја со други очи. А сега, никому ништо, тоа си е секојдневно. Денеска го прават, да не речам, во 3 брака еден е разведен. Во просек. Имате ли пријатели што се разведени? Не бараме име и презиме, воопшто дали има? Имав, за жал, беа со едно детенце, се разведоа и лошо заврши. Почина мојата пријателка, за неколку време почина и незиниот сопруг, има едно детенце и така заврши неубаво. Како функционира денеска бракот? Како ви се чини работава во споредба, да речеме, пред 20-30 години?
Потешко функционираат бракот денес. Младиве се поне се поднесуваат, поне се толерантни, мала криза и одма се накуваат, видиш. Дога порано имало, се знаело, маж е, ќе викни, жена ќе попушти, и така. Денеска потешко функционираат, нема, жените си имаат своја кариера, се градат, помалце за бракот него мажите се. И така да, ја викам, бракот го држи денеска мажот. Жените се побрзи, полјути, понервозни, така да тешко е денеска бракот да се роди. Често пати кај младиве сега не толерираат еден со друг и тоа е причина за браковите што се разведуваат. Може би дидат по 5-6 години како дечко и девојка, и после година дена да се разведат. Имате такви случаи? Да, имам такви случаи и сметам дека треба да се толерира и од машката страна и од женската страна да опстане бракот. Зашто тука се во прашање децата кои што невини страдат во такви ситуации. Зашто стварно друго е во брак кога децата ќе живеат со двата родители, друго кога ќе живее со еден родител. Се е кажано. Фала ви. Ова е приказна за внук и дедо. Филип и Ратко Златановски се нашите гајдаџиски херои. Поречанецот Ратко има 71 година. Внукот Филип 8. На тие години вообичаени занимации се човечене лутисе, макао, раскажување приказни и така натаму, ама не, Филип и Ратко музицираат. Татко ми беше гајдаџија добар. Ја гајдаџија таму, значи од крај, на добрите. И 69-та купи нова гајда, старата ја остави така. И ја почнав 19 декември 69-та. Свети Никола. Свети Никола. И се свиркам лид. Великден беше во април месец, ја до тогаш се научив. Ратко, ти што работеше во животот? Ја работев, ти кажам, у Железара 30 години. Меѓутоа, у Радио Скопје свирев хоронарно 10 години. Со народните инструменти, со оркестарот. После по друштва, така аматерски, низ Скопје сум свирал со сите. Најпрви почнав со Гоце Делчев, од 73-та до 86-та, па отидов после во Орце Николов до 91-та, па у Кочорацин од 2000-та уште сме тамо. Со гајдата Ратко ги прошетал светските меридијани и напоредници. Австралија сум бил. Мелбурн, Сиднеј, Камбера, Волонгон. Сум бил Јужна Кореја, Јапонија, Русија, Европа, сум ме прошетал по 10, по 20 пати тука Германија, Франција, Шпанија, Холандија, Белгија, Чешка. Љубовта кон гајдата од Ратко се пренесе на внукот Филип. Кој те научи да свириш на гајда? Па сега има фактички повеќе сам сум се научил, а дедо само за малце ми помогнал. Тешко ли е да се свири на гајда? Па сега кој има мерак, за него ќе му биде лесно. Твоите другари знаат дека свириш на гајда? Цела школа. Им свириш на нив? Па сега кој ќе дојде дома, им свира. Каква е нивната реакција? Се воодушевуваат кога те слушаат или се смеат? По некои се смеат, некои се одушевуваат. Дали имаш желба цел живот да свириш на гајда? Да. Моментално Филип учи да свири на кавал и тамбура.
Радко и внукот се чести гости на свадби, слави и други прослави. Свирам по свадби. Цело лето и се малиот го носам. На свадби? На свадби? Значи има точка со 2 гајди за на свадба. Па да, сега тие мене ми викаат, знаеш, ама ја и него го носам измеѓу дуе, ние многу проаѓа пубо со него. И не свириме многу ми е, 10-15 минути максимум. Колку е тарифата? Тарифата за Скопје тука за пријатели без пари свирам. Познати. Идам така од кеф. Ако не го познам, една јадарка. Убави луѓе, нели? Радко полн со искуство, мало во шармерче, допрва ќе пали и жари. Напред, Златановски, пред вас се уште многу ноти и многу веселби. Извини, една минута, само нешто да ти кажам. Не ти се каснува нешто блашко, а? Јадењето благо еволуираше. Денешниве деца имаат изобилство од десерти. Значи торти, колачи, палачинки, кремови, чоколади. Ја кога бев дете не беше така. Кога и да посакав да се заблажам, добивав нова траума. Најчестиот десерт што го јадев беше леп, маргарин, шеќер и какао. А највеќе ми се превртуваше желудникот кога ќе го прашав дедо ми дали има нешто благо и ќе ми кажеше има јабука. Дојди ќе ти исечам. Ја сече јабуката, а на ножот трагиот кромит, лук, Макдоналдс. Ај друг пат ќе правиме муабет. На 4 декември го славиме празникот Воведение на Пресвета Богородица. Кога Марија наполнила 3 годинки, нејзините родители Јоаким и Јана од Назарет ја довеле во Ерусалим, за да ја предадат на служба на Бога. Пред храмот имало 15 скалила. Родителите ја кренале на првото, а потоа Марија сама се искачила до врвот, каде што ја дочекал првосвештеникот Захарија, таткото на Свети Јован Крстител. Јоаким и Јана се вратиле дома, а Пресветата Дева наредните 9 лета останала во храмот. Кога наполнила 12 години, бидејќи нејзините родители починале, Марија отишла да живее кај роднината Јосиф во Назарет. По осенувањето од Светиот Дух, Дева Марија ќе го роди Спасителот на светот, Месијата и Синот Божји, Исус Христос, за многу години. Ѓорги Тодоровски боледува од спинална мускулна атрофија. Бидејќи живее на спрат од куќа, Ѓорги не може да излезе од дома. Решение има, треба да се инсталира надворешен лифт. Вкупниот трошок за проектирање, изработка и монтажа на лифтот е 4300 евра, пошто Ѓорги ќе може да прошета на воздух. Донациските броеви се 143-125 за корисниците на Телеком и 143-469 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Има нешто што е поважно од знаењето. Се вика имагинација. Пријатно. Пријатно.